Живеалишта послани со слама, вклучени клима уреди доколку е потребно, пообемна и покалорична исхрана. На ваков начин животните во зоопаркот Бриони во Штип ги надминаа екстремно ниските температури. Поголем дел од животните се навикнати и прилагодени на ниски дневни и вечерни температури, вели раководителот Драган Стефановски, па нивните живеалишта беа само послани со повеќе слама. На тој начин се создава дополнителна топлина и можност соодветно да се преживеат ниските температури. Значи, животните, живеалиштата ги постиламе со слама за да се снајдат во зимските услови. Храната им е со зголемен обим, така да и покалорична. Животните кои имаат потреба од загревање, што не можат да се прилагат на зимски услови, просторите им се загреваат и така се справивме со зимските поладни температури. За разлика од најголем дел од животните во зоопаркот Бриони во Штип, мајмуните се греат на клима. Тие се меѓу ретките кои не се прилагодени на екстремно ниските температури и затоа потребно е нивно дополнително затоплување. Истовремено се носи покалорична храна како пчинка, концентрат и слично. Павијаните имат единствени тие ни се со загревање на просториите, другите животни се прилагодени на зимските услови. Покалорична исхрана значи дека пченка, сточен концентрат. Зоопаркот Бриони во Штип и во текот на зимата представува вистинска атракција за посетителите. Особено за време на викендите бројот на посетители е зголемен. Радува фактот што зимава ја преживеа сите животни во овој парк. Истиот располага со голем број домашни животни, птици и слично, а тенденција оваа бројка во иднина да расте, да се донесат нови интересни животни, со што би се зголемил и интересот за посета.